Почитувани, СДСМ со крајно внимание го следи случајот детонатор и постојано повикува институциите до крај да го истражат и да понесат одговорност сите кои биле вмешани во криминалот или пак знаеле дека постои, а не презеле ништо да го спречат. Искрено многу сме изненадени од вчерашната пресконференција на Зоран Ставровски и Горан Трајковски. Најмалку што очекуваше јавноста е тие вчера си поднесат оставки. Наместо тоа, вчера бевме сведоци на уште една театарска представа, слична на новиот Бран, каде одговорноста за неуспесите, криминалот и корупцијата се лоцира во 24 послушници, кои сега треба да ја преземат одговорноста само затоа што спроведувале безпоговорно се што им било наредено од нивните претпоставени. Ова е преголема работа за да одговараат само извршителите на ВМРО-ДПМН. Со рокадите на овие инспектори и раководители, надлежните не го решаваат случајот, туку оставаат печаток дека некој е жртва за криминалот во кој што учествувале поголеми играчи. Истата стара приказна се повторува. На Груевски му се потребни 150 жртвени јагниња за да се обиде со така наречениот нов Бран да го прикрие својот личен неуспех и неуспехот на своите први соработници. На неговиот кум Ставровски гледаме дека му се потребни само 24 послушници за да се обиде да го спаси Горан Трајковски од одговорноста за пропустите на УЈП. Оправдано се прашуваме колку лицарински службеници ќе треба да одат курбан за да Ставровски се обиде да го спаси Иванчо Каргов.